Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Земјоделците се уште чекаат да започне исплатата на субвенциите за нивното производство. И покрај најавите од почетокот на минатата недела дека ќе ги добијат парите, до сега на трансакцијската сметка никој не ја добил очекуваната финансиска подршка. Веќе трета недела земјоделците се во исчекување да започне исплатата на субвенциите, откако неколку пати се одложуваше стартот на префрлањето на парите на нивните трансакцијски сметки. Последната официјална најава беше дека од почетокот на минатата недела средствата треба да почнат да се исплаќаат, но до денеска не е префрлен ниту еден денар. Поради тоа земјоделците од Струмичко, Скопско, Кочанско и Битолско најавуваат дека ќе ги блокираат подрачните единици на Министерството за земјоделство, тврдејќи дека се излажани со најавата оти конечно ќе ги добијат субвенциите. Нивна предпоставка е дека пари за оваа намена не се обезбедени. Пред 2 недели министерот за земјоделство Михаил Цветков изјави дека пари за субвенции има, но проблемот настанал поради изборниот закон, па подоцна директорот на платежната агенција си поднесе оставка, а новиот немаше положено испит по англиски јазик. На крајот, новопоставениот директор потврди дека ги потпишал налозите, а министерот за финансии рече дека кога ќе биде обезбеден прилив во трезорот, ќе започне исплатата. Тоа според земјоделците било потврда оти пари во буџетот не се обезбедени, поради што тие на крајот на минатата недела најавија дека планираат да излезат на протест. Министерството за земјоделие заедно со владата да донесат одлука за исплата на субвенциите. Доколку тоа не се случи, ние повторно ќе се собереме во понеделник и ќе донесеме конечна одлука која што ќе може да биде непопуларна, но за нас мора да биде и мора да сториме и да застанеме еднаш за секогаш да го решиме проблемот на земјоделците. Нема да биде кој знае што, но сепак ќе се одрази, мислам, со протести ќе биде секако. Земјоделците очекуваат официјално известување дали владата има намера да ги исплати субвенциите, за да знаат како да го планираат производството за престојната сезона. Според информациите од платежната агенција, директорот Игор Златков досега потпишал налози за исплата на над 6 милиони евра, но сепак парите на сметките на земјоделците се уште ги нема. Исплатата на субвенциите за 2016 година доцни повеќе од 6 месеци за одделни земјоделски култури, а според законските одредби, последниот рок до кога парите треба да бидат префрлени е до 30 јуни. Вработените од фабриката Зона Трико од Виница за 8 месеци работа зеле плата за 4, при што на сметката им бил исплаќан само по 1 денар месечно. Излегоа на протест со барање да ги добијат платите во целосен износ и да ги повикаат инспекцијските органи да проверат како работела фирмата. 250 работници од фабриката Зона Трико од Виница повеќе од 1 година чекаат да ги добијат платите за околу 8 месеци колку што работеле лани. Во неделата предпладне излегоа на протест, затоа што на трансакцијските сметки им била исплатена нето плата од по 1 денар, и тоа само за 4 месеци. Последниот целосен надоместок го примиле во јануари минатата година, а во септември им било кажано да не доаѓаат повеќе на работа. Од февруари бел денар немаме земено. За февруар имаме денар, за март денар, мислам дека им април или јуни беше. Скупно 4 денара. Дека го има тоа? Да мине цела плата, например 15.000, а на трансакционата сметка да добиеш 1 денар. Тоа законски на прво место ни. Ние ќе потикнеме и законски и кривично нека се одговара за тај денар. Каде постои тоа? Од раководството на фирмата повеќе пати на работниците им било ветувано дека ќе ги добијат парите, но досега тоа не се случило, па некои поднеле тужби, а други сакаат да продолжат со работа. Пред 30 години имам дојдено и не сакам да се расправам со тужби и со тие работи. Јас сакам поштено платите да си ги земам и како што му верувавме, сакам да продужи фирмата да работи, да се собереме пасите како што си работихме и пензии да си начекаме од тука. Работниците се чудат зошто инспекцијските органи досега не презеле мерки, иако повеќе пати ги информирале за состојбата во фабриката. Сакам да прашаме, дека се надлежните институции, дека е УЈП, дека е трудови инспектор. Јас сум 8 години тука, кај нас уплетен инспектор не е улезел. Работеме у ненормални услови, буквално ненормални, у секој смисла на зборо, инспекција не сме виделе.
Со оглед што беше неработен ден, на денот на протестот во зона Трико немаше никој од раководството, па не бевме во можност да добиеме информација дали ќе бидат исплатени целосните нето плати. Во меѓувреме, дел од вработените веќе побарале ангажман во други фирми, а повеќето се пријавиле во Агенцијата за вработување. Сдруженијето на текстилни кожарски работници дава подршка за протестот на вработените во фабриката Зона Трико од Виница. На пресконференцијата што ја одржаа по тој повод, беше речено дека очекуваат државните институции да реагираат со соодветни мерки, а работниците во виничката фабрика да ги добијат платите. Оправдан е протестот на вработените во фабриката Зона Трико, на кој тие побараа исплата на нивните заработени плати. Нејасно е зошто инспекцијските служби досега не направиле увид во состојбата и не презеле соодветни мерки. Ова беше речено на пресконференцијата што ја организираше Сдруженијето на текстилни и кожарски работници Гласно, на која беше најавено дека во соработка со Хелсиншкиот комитет за заштита на човековите права ќе достават писмено барање до Трудовиот инспекторат и до Управата за јавни приходи. Како што кажуваат самите работници, дека ниеден инспектор не бил пуштен внатре во самата фабрика да изврши инспекцијски надзор. Значи, секој инспектор што дошол до фабриката се вратил назад. Значи, не му било овозможен пристап. Затоа ги повикувам институциите да бидат, поготово УЈАП, каде што 1 денар плата е поминато, трудовата инспекција, ја повикуваме да извршат воредни инспекцијски надзори, за да може да се констатира целата состојба со овие вработи. Сакаме да оставиме институциите да видиме дали би постапиле, пошто направивме ние укажување, фактички укажуваме со нашите пресуди кои што се одржаат дека треба да се постапи. Ако не се постапиле во текот на утрешниот ден, ние од утрото ќе направиме барање заеднички и ќе ги испратиме до надлежните институции. Но ние сакаме да ги потикнеме нив самите, без ние да испраќаме барање, додат во фабриките, тие да излезат на самиот терен и да ги констатираат состојбите. На пресконференцијата беше речено дека единствено решение за работниците кои повеќе месеци не зеле плата е своите права да ги остварат преку судовите со поднесување тужби. Сдруженијето Гласно и Хелсиншкиот комитет најавија дека во наредниот период ќе реализираат заеднички проект со кој ќе се подига свеста и ќе се охрабруваат работниците да го пријавуваат кршењето на нивните права, при што ќе добиваат и бесплатна правна помош. Мали луѓе но реализираат големи дела. Слободното време го насочуваат во општествено-социјални цели, а при тоа враќајќи ја насмевката кај некого кому сиромаштијата му ги затворила сите врати. Тоа се волонтерите на Црвен крст Виница. Преку концерти и школски забави до вистински хумани дела. Дела кои во ова време на индивидуалност и себичност се и повеќе од доблест, затоа што се дела на мали луѓе кои слободното индивидуално време го преточуваат во општествено-социјална одговорност. Тоа се младите волонтери на Црвениот крст од Виница, кои дел од своите хумани активности споделија и со нас. ТХВ е проект кој што е распространет широм Македонија и тоа е проект на Црвен крст кој што значи Црвен крст во акција промоција на хумани вредности. Така и ние како млади, мотивирани да помагаме, па така и да го пополниме нашето слободно време, одлучивме да бидеме дел од оваа прекрасна хуманитарна организација. Нашата група Насмевки одлучи да помогне на семејство од социјален ранлив карактер, па така ние најпрво организиравме хуманитарен концерт. Со концертот од кој собраните средства купивме кревет, тепих и маса. Исто така обезбедивме и средства за поравнителен пот и бојодесување на собата. Но зад нив стои група од над 30 основци кои паралелно реализираат 5 проекти на територијата на Виница, а се разбира со подршка на приватниот сектор, но и граѓаните. Имавме помош од сите учесници почнувајќи од општина Виница до фирмите кои што соработуваат со нас во Виница. Буквално скоро сега каде што тропнавме и побарахме помош, добивме позитивен одговор. Очекуваме да ги документираат добро младинците проектите и ги испраќаме во Скопје каде што ќе бидат оценувани проектите и се надеваме на подобар успех од минатата година. Во рамките на овие 5 проекти е и вечерашнава хуманитарна забава под маски, која што се организира во холот на основното училиште Гоце Делчев.
Во присуство на голем број љубители на хуморот и сатирата во Центарот за култура Бели Мугри се одржа традиционалната пета поред годишна манифестација Вечер на македонскиот афоризам во организација на Сдруженијето на граѓани Афористичка репрезентација на Македонија. На конкурсот за најдобар афоризам што го распиша Сдруженијето Афористичка репрезентација на Македонија под наслов Луди и збунети, учествуваа 14 автори од Македонија. Жири комисијата во состав Миле Ѓоргиовски, минатогодишен победник, магистер Донет Донев од Кочани и магистер Никола Талески од Битола. Првата награда му ја доделија на Васил Толевски од Скопје. Втората му припадна на Јане Атанасов од Кочани и третата награда на Маријан Ангеловски, млад надежен афористичар од Скопје. Вечерта како вечер, како нешто ново во Кочани, како нова манифестација е на задоволително ниво. Публиката секој пат е присутна, добиваме после тоа фидбек, значи пофални зборови, значи дека правиме нешто убаво. Има во публиката и постари и помлади, ако мислите на тоа колку младите се заинтересирани да го пишуваат афоризмот, засега немаме охрабрувачки вести, меѓутоа се надеваме дека со текот на времето ќе привлечеме некој. Еден од најмладите афористичари е со нас тука Маријан Ангеловски од Скопје. Веруваме дека по неговите стапки ќе појдат и уште некои помлади наши жители, сограѓани од Кочани и од Републиката. Јас најмногу пишувам за општествените случувања, нели, она што не обкружува надвор, инспирација буквално има на секој чекор. И сега младите реално, значи, нема многу млади афористичари кои што се пронаѓаат, значи, оваков вид на литература. Пред се може би некои други форми. Принципот секогаш сум сакал да се играм со зборовите, некој таков вид, значи, на таа игра, се решив да почнам да ја запишувам и почнав и така. Имам една комплетна авторска книга, значи Македонија оф море мајко, издаваче Феникс, и на друга книга сум коавтор заедно со Миле Ѓоргиевски и Миро Ѓоргиевски. Специјален гостин на вечерта беше афористичарот Дејана Саиловеќе од Соседна Србија. Прв пат доаѓам во Кочани и прв пат учествувам во оваа манифестација во вашиот град. Минатата година бев во Струмица и имам само пофални зборови за македонскиот афоризам. Младите луѓе немаат зрелост да ги разберат афоризмите, затоа и не пишуваат. Јас се надевам дека кога ќе стигнат до средина од годините, тогаш ќе можат да пишуваат и ќе се интересираат. Специјална плакета за истакнати личности кои придонеле за развој на промовирање на македонскиот хумор и сатира годинава му беше доделена на познатиот афористичар, хуморист, автор и поет Љупчо Силјановски. Убаво е кога еснавот, сатиричарите, афористичарите ќе се сетат на некој малку подзаборавен автор и ќе го наградат со ова симпатично признание и многу ми е мило што го добивам тука во овој простор каде што ме врзуваат спомени од мојата младост. Имено со клубот Копнеш, на времето бев подпредседател на книжевната младина и тука ги организиравме најубавите мајски средби на млади поети. Времињата одмина, јас се посветив на книжевноста, објавив голем број книги. Жири комисијата додели уште 3 други награди, од кои специјалната награда и припада на Наташа Ќурчинска, а дипломи добија и Ристо Филчевски и Александар Кузмановски. Традиционалната априлијада по повод Денот на шегата организирана и во Кочани. Различни маски и насмејани лица го преплавија градскиот парк. Креативни маски, игри, смеја, насмевки, песни и многу шеги можеа да се забележат во градскиот парк во Кочани по повод одбележување на највеселиот ден во годината 1 април. Пирати, кловнови, пеперутки, принцези, морнари и главни ликови од цртаните филмови продефилираа низ кочанските улици. На летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри настапија децата од големите групи од 4 клона на детската градинка Павлина Велјанова. Одиграа по неколку точки и целата манифестација за нив представуваше вистинско доживување, оти беа скриени под несекојдневни маски. Весели детски лица и шарени маски го красат градскиот парк на општина Кочани.
и детската градинка Павлина Белјанова се вклучува во општинската организација по повод одбележувањето на меѓународниот ден на шегата. Одовде упатуваме една голема порака. Не само денешниот ден, туку и останатите денови во текот на годината, нека ги красат насмевки на сите лица, и на најмладите, и на највозрастните. Учениците пак од прво до пето одделение од Кочанските основни училишта своите маски ги представија преку дефиле. Прошетаа низ улиците и се фотографираа за спомен. Традиционалната априлијада општината ја организира секоја година, која станува се помасовна и интересна за новите деца кои учествуваат во неа. Манифестацијата сама по себе прераснува во настан, што на денот на шегата 1 април ги собира граѓаните на едно место и ги развеселува, заборавајќи на секојдневните проблеми. Учениците од основното училиште Никола Карев се вратија со солидни резултати од регионалниот надпревар по географија што се одржа во Зрновци. Се подготвуваат за државниот што ќе се одржи на 5 и 6 мај во Скопје. Солидни резултати освоја учениците од основното училиште Никола Карев на регионалниот надпревар на млади таленти по географија, што викендов се одржа во основното училиште Синиша Стоилов во Зрновци. Истиот е во организација на Македонското географско друштво. Учениците од Никола Карев забележаа добар резултат. Ученикот Андреј Манасиев со само 3 негативни поени се пласираше на државниот надпревар, освојувајќи го второто место. Морам да кажам дека имавме така еден пех уште од почетокот. Прво што бевме подоцна известени, немавме доволно време за подготовка, а друго што Андреј учествуваше на 2 надпревари во исто време, само на разлика од 1 час по математика, па потоа географија, но сепак резултатот е одличен. И вториот ученик Бојана Попова исто така и таа постигна добар резултат, меѓутоа не се пласираше на државниот надпревар, со тоа што таа па мораше да трча на спортски надпревари, бидејќи се ангажирани на повеќе полиња. Јас сум многу благодарен на моите ученици за соработката. Горд сум секако на нив, се надевам дека и понатаму ќе продолжат да достојно да го бранат училиштето во кое што ќе учат. Сега се 9 одделение, од наредната година ќе видиме кој ќе има среќа да бидат тие негови ученици. Имав малку време за да стигнам, сепак колку што се потруди стигнав побрзо и го добивме резултатот 97 поени од 100 вкупно, па се надеваме на подобра награда на републички надпревар. Со солидни резултати учениците се вратија и од општинскиот и регионалниот надпревар по математика. Јас освоив второ место на општинскиот надпревар по математика и трето место на регионалниот надпревар по математика во Тишинов. Јас сум Јована Блажева, ученик во пето одделение, Красанчите Билјана Никола Карев и освоив прво место на општинскиот надпревар по математика. Јас сум Виктор Стојанов, во четврто едно одделение кај наставничката Николина Грчева и на регионален надпревар добив по фалница и на општински второ место. Јас сум Филип Крстов, ученик во четврто 2 одделение кај наставничката Ката Синадиновска. Освоив прво место на општински и прво место на регионален надпревар по математика. Во теќе подготовката на учениците за државниот надпревар по географија, што ќе се одржи на 5 и 6 мај во Скопје, од каде што исто така очекуваат солидни резултати. Следуваат информациите од спортот. Викендов се одиграа надпреварите од првата фудбалска лига за жени во третата лига Исток. Женскиот фудбалски клуб Кочани на домашен терен го победи Ас Юнайтед, а Осогово како домакин беше подобар од Кит Го Пехчево. Екипата на женскиот фудбалски клуб Кочани продолжува со успешните настапи на надпреварите во пролетниот дел од првенството. По победата во претходното коло на гостувањето во Куманово против Речица, нашите девојчиња во редовното 13-то коло на домашен терен го победија и Ас Юнайтед од Струга со резултат 2:1. Таквата завршница од надпреварот
можеше и да се очекува, со оглед што стружанки во годинашново првенство не прикажуваат кој знае каква игра и во моментот се предпоследни. Тимот на тренерот Оливер Јовановски покажа дека во продолжението од првенството игра далеку подобро и поефикасно за разлика од есенскиот дел, но до победата против АС Юнајтед дојде дури во второто полувреме. Головите за домашната екипа ги постигнаа Верица Ѓоргиева во 63-та и Катарина Петровик во 68-та минута, а гостинките од Струга го намалија поразот во 80-та минута. Со оваа победа ЖФК Кочани останува на 5-тото место со 16 бода, а во следното коло ќе гостува во Скопје на средба со второпласираната екипа на Драгон 2014. Во третата фудбалска лига Исток викендов се одигра 22-то коло, а фудбалерите на Осогово како домакини го совладаа Китго Пехчево со 4:1. Новата победа за жолто-сините е седма поред во серијата добри резултати од почетокот на пролетниот дел. Заслуга за освојување на бодовите имаат сите фудбалери, а најавата за победата дојде во 19-та минута, со голот што го постигна Натков. Сепак, гостите успеа да го изедначат резултатот 5 минути подоцна со погодокот на Синев. Осогово повторно дојде во водство во 30-та минута, откако пеналот што го изведе Натков беше одбранет од гостинскиот голман Јамаковски, но на одбиената топка натрча Натков и сепак ја спроведе во мрежата. Преостанатите два гола жолтосините ги постигнаа во второто полувреме, при што стрелци беа Коцевски во 66-та и Тодоровски во 87-та минута. Со новите 3 бода, Кочанскиот третолигаш сега има вкупно 48, со што се изедначи со второпласираната Плачковица и останува во борба за пласман на врвот на табелата и остварување на желбата за влез во повисок ранг на надпреварување. Во следното коло нашата екипа ќе гостува во Берово против 8-пласираниот Малеш. На стадионот Никола Мантов викендов се одигра турнир во рамки на второто коло од Младинската фудбалска лига за девојчиња, а организатор беше Фудбалската федерација на Македонија во соработка со женскиот фудбалски клуб Кочани. Покрај домашната екипа, на турнирот учествуваа и Кратерки од Кратово, Габер од Кавадарци, Тивери од Струмица и Топ Гол и Атлетико од Битола. Се игра според однапред направен распоред во генерација 2002 и 2003 и генерација 2004 и 2005 година. Како и минатата година, победниците од оваа мини лига, да ја наречем, учествуваат на завршницата. Првите две екипи разигруваат за првак на Македонија во младинска конкуренција. Одзивот е доста голем. Ова е така наречена Лига Исток, додека постои и на друга Лига Запад и на крајот првите две пласирани екипи играат Final Four, односно вкрстуваат за победник на Македонија. Кај генерацијата 2002-2003 се сретнаа Кочани и Тиверија, при што победија Струмичанки со 4:0. Атлетико го совлада Габер со 1:0, а Топ Гол славеше победа од 6:0 против Кратерки. Кај генерацијата 2004-2005 ЖФК Кочани играше нерешено со Атлетико, Тиверија го победи Габер со 1:0, а Топ Гол беше подобра од Кратерки и победи со 3:0. Лигата продолжува и следниот викенд, а најверојатно домакин ќе биде Струмица. Почитувани, временската прогноза беше последната информација во ова понеделничко издание на вестите на Канал 8. Имајте пријатна вечер. Довидување.